Во рамките на одбележувањето на 24 мај, ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, денеска во Занаетчиски дом се одржа ученички видео надпревар под наслов "Од азбука до алгоритам, приказни што живеат". Настанот е во организација на Сдруженијето на просветни работници Куманово, поддржано од општина Куманово. Како продолжение на минатогодишната ликовна работилница во чест на Свети Кирил и Методи и претходно литературната работилница, годинава Сдруженијето на просветни работници одлучи да ги активира и потикне најмладите, учениците од основните училишта, 7, 8 и 9 одделение, како и средношколците, да креираат и творат видео приказни. И тоа во чест на нашите сесловенски просветители Свети Кирил и Методи. Затоа денес сме тука да ја славиме нивната ангажираност и ентузијазам. Потикнати од нивните ментори, создадоа прекрасни видеа, кои што ќе имаме можност да ги проследиме во целост. Тука и тричлената жири комисија, која што ќе треба да гласа по однапред утврдени критериуми преку формулар, транспарентно, за да на крај од настанот сите присутни, учениците, нивните ментори, директорите, како и вие, ќе ги проследиме нели резултатите. Сите прво, второ наградени, трето наградени ќе бидат присутни на свечената седница на 2 јуни по повод доделување и прогласување на просветен работник на 2026 година. Учениците покажаа голема креативност и затоа денес ќе имаме можност да уживаме во нивниот креативен видеонаратив, во оригиналниот израз на почита кон ликот, делото и значењето на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Од друга страна би сакала да истакнам и дека ние како здружение ќе ги споделиме сите видеа на нашите социјални мрежи како и училиштата, а воедно ве поканувам и вас и сите останати на таков начин со споделување на видеата да ја шириме светлината на словото на Кирил и Методи, светлината на буквите, на просветителството, на културата, на јазикот и на нашиот идентитет. Изминатите години во рамки на настаните организирани од Сдруженијето на просветни работници Куманово, творите прекрасна поезија и проза, на паноа сликарски изразувавте вашата перцепција за нивното значење, а денеска ќе погледнеме кратки уметнички видеа осмислени од вас. Она што за мене е инспиративно е начинот како преку овие надпревари се стимулираат учениците преку секоја уметност, вештина, да ја потикнат творичкиот потенцијал и да се представи делото на Кирил и Методи. Не сум изненадена, бидејќи Сдруженијето на просветни работници од Куманово ја сватија сериозноста на својата мисија и тоа не е помалку лесна во однос на мисијата на Кирил и Методи. Само времето, условите, учесниците се сменети. Но идејата дека образованието, културата се двигатели на општеството останува непроменета. Во далечниот 9 век браќата знаеле дека за да се описмени народ, да се стави во вера, да се заштити културата, јазикот од силното германско влијание, прво морале азбука соодветна на словенските јазици да направат, па да ги преведат од црковните книги, да ја шитат верата преку отварање на црковните училишта и најважно да создадат следбеници кои ќе продолжуваат мисијата.